како да се гради здрава црква. Не е лесна работа. Многу тешко е да се балансираат сите нешта во црквата и на крајот да имаме црква која функционира во сите области. Има цркви кои имаат живо, добро славење, но немаат задлабочено изучување на Словото. И обратно. Има цркви кои нудат задлабочено изучување на Словото, но немаат поклонение, вистинско поклонение. Има цркви кои имат многу љубов внатре, верниците, но немаат доктрина и можат да залутат кон ерес. Има цркви со здрава доктрина, многу стабилна, но нема љубов во црквата. Има цркви во кои толку се посветени луѓето на извршување на дела, што забегале во легализам. Тешко е да се изгради на стабилна црква. И Библијата дава многу совети во тој поглед, Новиот Завет, и совети се и овие за здрава црква, што ги прочитавме. Апостол Петар истакнува дека здравата црква зависи од сите што се во црквата. Сите треба да бидат ангажирани во градењето на здравата црква. Прво, пред се неопходно е посветеност кон Словото. Црквата да биде посветена на Словото, зашто Словото е основата на учењето и на практиката. Христијанското учење, христијанската практика се темели на Словото. Но за да биде црквата посветена на Словото, треба водачите да се посветени на Словото. Многу цркви се кренале или паднале поради добрите или лошите водачи. Тоа е вистината. Но покрај водачи кои го водат добро стадото, неопходно е да има и луѓе, неопходно е стадото да се покори, да биде спремно, волно да ги следи водачите. И тоа не е доволно. Дури ако има посветени водачи, дури ако црквата ги следи водачите, сосема можно, и тоа случува многу цркви, луѓето да западнат, целата црква да западне во основниот проблем на човекот, во гордоста. И затоа апостол Петар става акцент на уште една работа. Бидете сите понисни. Старешините го водат стадото, стадото ги следи старешините, а сите живеат во понизност пред Бог. Тоа е и основната идеја на овој текст. Ако некако можеме да го срочиме сето тоа во една реченица, тоа би гласило вака: во здравата црква старешините водат, стадото се покорува, а сите живеат во понизност пред Бог. И пред да продолжиме понатаму, да кажем нешто за самиот контекст. Секоја една тема во ова послание е напишана во некаков контекст. Говоревме за тоа дека црквите до кои Петар пишува се во некакви искушенија, во огнени искушенија, во испитанија. Спомнавме дека имало прогонства и апостол Петар во претходната тема ги охрабри христијаните се радуваат на испитанијата, зашто тие ги изведуваат на површина слабостите и на крајот не доведуваат до совршенство. Не градат, не усовршуваат. И ако страдањата, искушенијата го градат индивидуалниот верник, сосема нормално дека тие ја градат и црквата во целина. Како што страдањата го испитуваат верникот, така страдањата испитуваат и црквата. Колку црквата е во единство, колку црквата е сплотена, колку водачите се вистински водачи, а колку верниците се вистински верници кои се покоруваат на авторитетите. И тоа најдобро се гледа во тешките мигови. Во многу тешкоти први кои побегнале биле водачите. Има такви случаи во црковната историја. Во многу такви случаеви најголемите конфликти се случиле токму во таквите тешки моменти. Така да и страдањата, испитувањата, искушенијата се испит за самата црква. И голема одговорност, вели апостол Петар, во тешките времења носат водачите. Водачите, и затоа
уште на почетокот на 5 глава, Петар се обраќа до старешините, или како што е во нашиот превод, до свештениците. Но не отсуствува советот до сите останати и до помладите. Но акцентот, основниот акцент, сето она што провеува низ целиот текст е понизноста. Без понизност на сите во црква, без понизност воопшто, нема успех, нема растеж. Нешто што е сосема спротивно на современата психологија, филозофија и така натаму, која пропагира самочувство или гордост. Библијата вели, без понизност, без смиреност, без покорност нема напредок, нема растеж, нема здрава институција. Ај ќе видиме ние малку повеќе која е идејата на апостол Петар. И уште едно предупредување, овој текст пред се е наменет за црквата, за водачите, за следбениците и така натаму. Меѓутоа, кога говориме за водачи, треба да кажеме дека сите сме водачи. Сите сме во позиција да водиме. Не само старешините во црквата. Зашто црквата не е само ова собирање овдека. Црквата е и семејството. Црквата се многу други нивоа на живење. Секој е водач во некој поглед. Родителите се водачи на своите деца. Позрелите во верата се водачи на оние што се понови. Служителите или водачите на различни служења се водачи во нивните служења. Оние кои што го водат детското служење се водачи на децата. Славителите, водачите на славење се водачи на славителите. Оние што водат женски часови или машки часови се водачи во тие средини. Така да, овие принципи важат за сите нас. И затоа треба да поразмислиме малку повеќе какви водачи сме. И уште една работа, кога велиме дека во здрава црква водачите пастируваат со стадото и кога ќе почнеме да говориме овдека, треба да предупредиме дека апостол Петар не сака да ни даде, неговата цел не е да даде структура на црквата, црковна организација или хиерархија. Овдека се употребени неколку збора кои имаат исто значење. Уште на самиот почеток почнува со зборот вие старешини, тоест вие свештеници. Тоест зборот е старешни во оригиналниот превод, презвитерус или презвитери. Понатаму во истиот текст спомнува и за пастири. Во целиот Нов Завет можеме да го најдеме и зборот епископи или надзорници. Сите овие три збора имаат исто значење. Опишуваат од различни перспективи кое е служењето на водачите. Например, зборот презвитери има за цел да укаже на зрелоста, на духовните карактеристики, на карактерот на водачот. Тој треба да биде зрел, како старешина, зрел, да има изграден карактер за да биде водач на стадото. Зборот епископ, кој се предава како надзорник, го кажува на управната или раководната функција. Тој е надгледува, тој е надзорник, тој е управител. А пак зборот пимен или пастир говори за служењето што водач го има како оној кој се грижи, кој го негува, кој го храни стадото. Како што секој пастир се грижи за овците да бидат негувани, згрижени, заштитени, нахранети, тоа е функцијата на водачот. Така да, употребата на овие зборови нема за цел да ни даде организација на црквата. Зашто има цркви, например, во кои зеле само еден збор, например, зборот епископ, имаат епископална форма на управување. Имаат еден епископ кој е над неколку старешини или презвитери. А зборот епископ или презвитер во црквата се користи како синонимен. Во еден исти текст на едни исти луѓе авторите ги нарекуваат или епископи или презвитери. Има цркви во кои пак има пастир кој е над презвитери или кој е над старешини. Има цркви во кои нема ни епископ, ни пастир, ни презвитери, сите се равноправни, без структура како слободните браќи. Така да, развивањето на црковната структура, на организацијата, на хиерархијата е прашање што
се градело, развивало низ историјата и по отделните цркви си прифатиле, си изградиле свој модел на организација, зашто во Библијата нема готов даден модел на организација на црквата. Не можеме да најдеме формиран, готов модел на црковна структура. Така, кога говориме за старешина или за пастир или за епископ, треба да подразбираме водачи. Тоа е. А сите сме, како што кажа, водачи во некоја смисла. Во здрава црква водачите пастируваат со стадото. Тоа е основната идеја на почетокот. Како? Има некои услови. За да се паси Божјото стадо, потребно е да се гради близок однос со Исус Христос. Еа што вели апостол Петар. Оние кои се меѓува свештеници ги молам јас, кои самиот сум свештеник и сведок на Христовите страдања и соучесник во славата што ќе се открие. Рековме дека многу важно е да се изгради на здрава црква понизноста. И апостол Петар почнува во таков дух на смиреност. Како се обраќа кон свештениците, тоа е старешините. Овде е употребен зборот презвитери, кој по превод значи старешини, постари луѓе, тоест идејата е позрели во верата. Им се обраќа како старешина кон старешини. Инаку, официјалната титула на Петар е апостол Петар. Тој е апостол. И во древната црква, во новозаветната црква, апостолите се насладувале, имале посебен авторитет. Сведоците на Христовото служење, на Христовата смрт и воскресение, уживале посебен авторитет во црквите. Авторитет кој е повисок од авторитетот на старешините. И тој авторитет го уживале меѓу сите цркви. Во сите цркви. Додека еден старешина уживал авторитет во една црква, апостолите уживале авторитет во сите цркви. Меѓутоа, апостол Петар се обраќа кон старешините како кон рамни на него. И воопшто не покажува, така да кажеме, апостолски мускули. Јас како апостол би се обраќам вам старешините. Не. Уште на самиот почеток започнува со понизност, со истата онаа понизност за која повикува на крајот сите да бидат понизни. Меѓутоа, кога им се открива како старешина, како рамен на останатите, открива нешто друго што е многу важно, а која носи авторитет на она што ќе го каже. По продолжение на текстот, апостол Петар ќе се наврати на многу акценти од Христовото учење за пастирите или за самиот себе си, за самиот Христос како добриот пастир. И уште на самиот почеток тој нагласува дека сето тоа што ќе го кажува како сведок. Тој е сведок на Христовите страдања и соучесник на славата што доаѓа. И со тоа дава голем авторитет на се она што ќе го каже понатаму. Неголема тежина од секоја изјава, од сечија друга изјава, има изјавата на сведокот. На суд може да се прават неразлични анализи, проценки, така натаму. Меѓутоа, неголема тежина, најважна е изјавата на сведокот. Зошто? Зашто сведокот не предпоставува, сведокот не прави прогнози, сведокот не пророкува, сведокот кажува што видел и што чул. И најверодостојно е она што го виде, што ќе го види, што го видел и што го чул сведокот и што ќе го каже сведокот. Така барем би требало да биде. Апостол Петар овдека се представува како очевидец. И ова што го кажува, што го пишува понатаму како совети до старешините, имаат посебна тежна, бидејќи тој тоа го изразува како, го кажува како сведок. И тука веќе доаѓа оној повикот. Водачите, старешините, треба да почиваат, да го градат своето учење на сведоштвото на апостолите. Се што е напишено во Новиот Завет е сведоштво на очевици, на апостоли.
И затоа, во водењето на Божјото стадо, водачот треба да тргне од Словото. Зашто не може да најде појасни насоки и поверодостојни насоки од оние што апостолите ни ги дале во Словото. Сепак, то не е толкување што го читаме. Не е човечко размислување. Тоа е сведоштво на она што го виделе и што го чуле. И еден добар старешина треба да го гради водството на сведоштвото на апостолите. И интересно е на што се фокусира апостол Петар. Од сите сведоштва што тој ги има, го истакнува крстот и соучеството во славата. Славата која се откри. Петар беше очевидец сведок и на двете работи. И на крстот, но тој види славата на Христос. Неколку дена пред да се случи преобразувањето на Христос на планината Тавор или кај да било, Господ Исус Христос рече: има тука некои кои ќе го видат Царството Божие како доаѓа во сила и слава пред, да заминат од овој свет. Уште пред да дојде смртта, тие ќе го видат тоа. И навистина после неколку дена го видоа Христос во неговата небесна слава. И Петар го истакнува тоа овдека. И не случајно ги истакнува тие две работи, како старешина ги истакнува. Како презвитер. Давајќи им пример на презвитерите на што треба, кон што треба и тие да се стремат. Ако основата на животот на еден водач не е Христовиот крст, стремежот да се биде во близината на крстот, ако не е учењето за крстот основата, не може да се биде и добар водач. Зашто самиот апостол Петар од се што го има со Исус Христос го истакнува токму страдањата. Го истакнува крстот. Всушност, ако го следиме ние Христос вистински, до кај ќе стигнеме? Ќе стигнеме до крстот. Христос не води до крстот каде што беше раснат и каде што ние се сораснуваме. И ако еден водач не се сорасне со Христос на крстот, не може да биде водач. Зашто ќе видиме понатаму во текстот, да се биде водач на Божјото стадо бара жртва. Бара човек да се принесе во жртва на крстот, за да може да го паси Божјото стадо. Пасењето на Божјото стадо е голема одговорност и е тешка работа, во која бара многу жртви. Пасењето на Божјото стадо бара посветување. Крстот, а фокусот пак на Христовите страдања го мотивира водачот. Самите Христови страдања го мотивираат водачот да се справува со тешкотиите, со тежината која го носи пасењето на Божјото стадо. И фокусот е на славата. Понатаму апостол Петар говори за наградата, која треба да биде радоста од пасењето на Божјото стадо. Една слава што доаѓа, што ќе се открие. Не очекува венец кој не се распаѓа. И ако мотивот за служењето како водач не е славата, тогаш тешкотиите ќе го смачкат, ќе го згазат и човек ќе се откаже, ќе напушти таа работа. Но наградата е голема, чекува слава. Значи, тоа е првото што треба да гледа. Еден близок однос со Христос, растнатиот Христос, Христос на славата. Христос која ќе се открие, која ќе се јави и вистинската слава. А најблиското општење со Христос го имаме на крстот, како соучесници во неговите страдања, за кои говорев минатиот пат. Понатаму треба да бидат правилни мотивите, вели апостол Петар. Пасете го Божјото стадо, што го имате, нагледувајќи го не присилно, туку драговолно и според Бога, не заради срамна печалба, туку од се срце. Некако да управувате со народот, туку давајќи му пример на стадото. Почнува со фраза пасете го Божјото стадо. Веднаш и тука е асоциацијата за пастир или пимен, овчар.
и асоциација со сите оние метафори за Бог како пастирот, овчарот и Божиот народ како стадо. И асоциација со она позната проповед или парабола на Господ Исус Христос за добриот пастир, кој што тој се представува како добриот пастир, а добриот пастир го дава животот за своите овци. Пазете го Божото стадо. Библиска слика за водачот како пастир на Божото стадо. Кога ја кажуваше таа парабола, Господ Исус Христос кажа дека ги познава сите овци по име и ги извикува по име. И кога ќе повика некоја овца по име, таа, бидејќи го знае гласот, доаѓа. Водачот треба да ги познава верниците. Не да ги познава за да зборува за нив, да ги познава за да се грижи. Идејата на познавањето овдека е вклучување во животот со цел да се помогне во животот на човекот, на верникот. Ги познава потребите, ги познава маките, ги познава борбите и тука е за да помогне, да влезе во животот, да се вклучи и да помогне. Затоа еден водач треба да ги запознава луѓето, верниците. А од друга страна пак, тој самиот треба да биде достапен да го познаваат оние што го следат водачот или водачите. Како ќе го познаваат неговиот глас ако водачот не се раскрива, и тоа да се раскрива во спремноста, готовноста да помогне и да служи. Понатаму апостол Петар вели, управувањето не треба да биде како што го прават тоа светските управувачи, туку давајки пример. Кога овците го познаваат добриот пастир како пастирот кој се грижи, тие го следат. И така го познаваат. И тоа е идејата на познавањето овдека. Бог ни се разоткрива. Нашиот Бог, оној Бог во кого ние веруваме, за разлика од многу други богови кои постојат во други религии, Бог кој се открива и дозволува да биде познат и луѓето да го познаваат, како Бог на љубовта, Бог на милоста, Бог на праведноста. Како во други религии ти треба да се мачиш, да бараш, да правиш неразлични техники за да достигнеш до него, до познанието. Нашиот Бог се открива. И затоа Господ Исус вели, овците го познаваат пастирот, што пастирот решил да се открие. И тука има идејата за во пасењето за грижа. И таа грижа понатаму продолжува, нели, со пасењето, кога Господ Исус Христос пак во она парабола вели дека тој ги паси со тоа што ги води на пасиште, и тоа на добро пасиште. И од тука повторно, нели, идејата Христос како добриот пастир кој ги води луѓето на пасиште, и водачите кои се грижат за црквата да биде храната и при тоа да биде заштитена. Секој пастир се обидува, се труди во своето пастирување, водејќи го стадото до пасиште, да ги одведе сите овци и сите да ги зачува. И кога има опасност, да им понуди сигурност. И на крајот да обезбеди добра храна. И тоа апостол Петар овдека го истакнува. И вие кога го правите тоа, правете го не како што го прават управителите во светот, но давајќи им пример. Со тоа што водачите, верниците ќе решат сами да го следат пастирот. Во светот има принуда. Во светот има присилување за следење. Додека во Божјото царство, вели, верниците сами решаваат да ги следат водачите. А луѓето ќе го земат тоа решение кога ќе ја видат грижата, ќе ја видат правилната насока, кога ќе видат добрата цел,
кои ќе ведат правилно пастирување. Се разбира, пак ќе кажам, таквата служба бара посветување. Таквата служба бара распнување со Христос на крстот. Ослободување, зимање на крстот, кој значи одрекување од себе си. И ова не важи, пак ќе кажам, само за водачите, зашто ова важи за сите, зашто сите сме водачи. Ова важи за родителите. Родителите се откажуваат од себе си за да го дадат најдоброто за своите деца. И затоа денес во епохата на хуманизмот, тоест егоизмот, луѓето не сакаат деца. Живеат до 50 години без брак и без деца. И потоа, кога ќе им дојде паметот, мака мачат како да дојдат до дете. Зошто? Зашто не сакат да се распнат на крстот, не сакат да се откажат од себе си, од своето его. Зашто мислат само на себе. Понизноста е токму тоа, она за кој што на крајот зборува апостол Петар. Библијата повикува на понизност која е спротивно на гордоста. И во тоа водење на црквата апостол Петар подсетува за правилните мотиви. Надгледувајте го, и повторно тоа надгледување, тој не вели командувајте, надгледувајте. Бидејќи стадото не ви припаѓа вам, тоа стадо си има собственик. Ние понатаму ќе видиме зборот народ е специфичен збор кој укажува на идеја за давање во доверба. Народот е Божи. Стадото е Божјо. Ние сме само настојници кои го надгледуваме, а еден ден ќе дадеме отчет, ќе положиме сметка за тоа како сме се грижеле за тоа туѓо стадо кое нам ни е доверено. Не присилно, туку драговолно и според Бога. Не по принуда, не како обврска, туку со радост, знаејќи дека таа служба е привилегија дадена од Бог која носи на крајот слава. Венец на слава кој не венее никогаш. Драговолно значи со радост. Да бидеш среќен за тоа што Бог те поставил да бидеш водач на своите деца, да бидеш водач во служението, да бидеш водач во ова општество, да го водиш слепиот свет кон светлината во Божјото царство. Радост. Тешка работа, која обично води кон недоволство. Вели апостол Петар, ако го имаме правилниот мотив, ќе имаме радост. Не заради срамна печалба, туку од се срце. Сега, повторно мотивот. Може некој да го прави тоа не присилно, туку драговолно, но мотивот пак да не биде вистински. Драговолно, тоест не го принудува никој, зашто добива многу пари. И во тој случај повторно служението не е присилно, драговолно е, но пак мотивот е погрешен. Тука се разбира, апостол Петар не ја исклучува потребата или желбата да бидат помагани водачите и финансиски. Идејата е секој што го прави тоа да не го прави од друг мотив освен Божјото царство, освен славата на Бог. Мотивот е да се гради Божјото царство и да се прославува Господ. И не како да управувате со народот, туку давајќи му пример на стадото. Оние што управуваат со народот, оние што управуваат во светот, управуваат принудувајќи, заканувајќи се, уценувајќи и така натаму. И обично примерот, добриот пример, отсуства, зашто имаат други механизми како да ги покорат луѓето околу нив. Со тоа што заплашуваат, уценуваат, принудуваат и така натаму. Вели, вашето управување или водењето на стадото треба да биде драговолно и стадото, гледајќи го добриот пример, да тргне по водачите. Тоест, идејата е, секој оној кој
сака преку таквото служење на лидерство да исполни желба за власт, бидејќи тој е мотивот на луѓето во светот. Во светот некој решава да стане водач поради власта што ќе ја добие, поради моќта што ќе ја добие, поради силата што ќе ја добие, поради самата позиција како позиција и привилегиите што ги носи позицијата. Но вие вели, немојте да бидете такви. Не за да си остварите некои амбиции, туку за да дадете пример на стадото. Пример кој стадото ќе се радува да го следи. И тоа е всушност вистински водач. Водач е човек кој оди кон некоја цел, а другите решаваат да го следат тој пример, да ги следат тие чекори. Како го следиме ние Господ Исус Христос? Примерот што ни го дал. Тоа остави примери, затоа ние го следиме. Бог никого не принудил да го следи Бог. Самиот Бог, примерот што ни го даде, делото што го изврши, не мотивира да го следиме. И тоа е истата идеја вклучена овдека. Се разбира дека во црквата треба да има дисциплина црковна. Се разбира дека водачите имат одговорност кога некои практики не се добри, да ги забранат. Се разбира дека нема да дозволат некои учења кои се погрешни. Се разбира дека се применува црковна дисциплина кон некои луѓе. Но тоа не е вообичаениот начин на водење на црква. Вообичаениот начин на водење на црква е живот кој е достоен да се следи. И водачот, Божиот, вистинскиот водач, Божиото царство, треба да има живот примерен кој луѓето сакат да го следат. И тоа е, нели, многу тешко, тоа бара многу откажување. Тоа бара крстот да не биде основата на животот. Ние, и тука зборот е важен, стадо е зборот клерос, не е обичниот збор етнос. Зборот значи буквално клер или клеро значи дел од нешто кое е дадено, доверено на друг да се грижи за тоа. Ние не се грижиме, значи водачот не се грижи за Божјото стадо. За Божјото стадо се грижи Бог. Нам не се доверуваат делови од тоа стадо. И еден ден секој слуга ќе даде одговорност за делот кој му е доверен. Тој дел може да биде семејство, тој дел може да биде групачка христијани, тој дел може да биде домашна група, тој дел може да биде машки час, женски час, детско служење, младинско служење и така натаму. Но идејата е дека секој на крајот, кому што му било доверено нешто, ќе треба да даде отчет за тоа нешто. И ако самата таа помисла дека ние ќе даваме отчет, не прави да чувствуваме малку и страв. Тоа значи дека не осознаваме што значи да се биде водач на Божјото стадо. Тоа значи дека воопшто не осознаваме каква одговорност е да се биде водач. Одговорноста да се биде водач треба да влева страхопочит, страв, бидејќи еден ден секој што е поставен на таа позиција ќе даде отчет на тоа како се однесувал како водач. Наградата, вели апостол Петар, е венец на слава што никогаш не свенува. Тој венец ќе го добие кога ќе се јави пасторначалникот. И повторно гледаме, ние не сме началници, ние сме служители. Началникот е Исус Христос. И кога тој ќе се јави, тој сега меѓу нас, не го гледаме. Збор што ќе се јави може да се преведе исто и како ќе се види, кога ќе стане видлив, кога ќе го видиме јасно, кога ќе дојде. Тогаш тој ќе ја донесе наградата. Ние сега не добиваме награда за служењето што го вршиме. Па дури да добиеме некоја награда, тоа е награда што има краток рок на траење. Награда која венее. Вистинската награда доаѓа допрва. Затоа не треба разочарување кога луѓето не реагираат соодветно на нашата грижа. Зашто
Нашата награда не е добрата реакција на луѓето. Нашата награда не е одобрувачкото тапкање по рамо. Нашата награда ќе ја донесе пастирначалникот кога тој ќе се јави и ќе даде венец, награда која никогаш не венува. И ако имаме ваков мотив, вели апостол Петар, ќе ја вршиме вистински, како што треба таа служба. Нашата неголема награда ќе бидат оние зборови кога ќе дојде Исус Христос: добро сторено, верен и добар слуго. Тогаш ќе споделиме неговата слава. Земните награди венеат, но неговиот венец останува во вечноста. Во здравата црква, значи има водачи кои водат, како што кажавме сега, како водат, со граден длабок однос со Христос, распнатиот Христос, кој доаѓа во слава, со правилни мотиви, пасејки го, надгледувајки го, а не командувајки го или угнетувајки го стадото. Не со неправилни мотиви, туку драговолно од се срце, како за пред Бог, чекајќи наградата од пастирначалникот. А пак одговорноста на црквата е да ги следи водачите. И вие помладите, покорувајте им се на старешините. И се интересно, во првиот стих пишува свештеници, а овдека во 5-тиот старешни, кој исти збор се употребува во оригиналниот текст. Покорувајте се. И интересно пишува вие помладите. Не дека ова заповед не е дадена за сите, но посебно се истакнуваат помладите, зашто секогаш, веројатно и во тоа време, младите биле и се оние најбунтовните во црква. Оние кои најневолно се покоруваат на авторитетите. Тие се секогаш поамбициозни, сакаат побрзо се случуваат нештото. Интересно е, пред младите животот стои пред нив, а се многу нетрпеливи и сакаат се да станува брзо. А оние постарите, ние, повозрастните, иако помалку време ни останува, ги тераме работите побавно. Зашто знаеме дека не е се до брзината на нештото. Дека многу поважно е како се прави нешто, отколку за колку време се прави. И затоа апостол Петар вели: слушајте ги постарите. Те имаат повеќе искуство. Поминале не секако периоди и знаат што е подобро. Сега кога говори за покорност, тоа не значи секако, нели, немо прифаќање, безпоговорно. Треба да има дискусија, треба да има давање предлози, треба да има аргументација и така натаму. Идејата овдека е да се препознава позицијата, авторитетот. Како и во секој поглед, во однос на секоја власт. Кога има власт, кога има позиција на власт, треба да се препознава позицијата и треба да се почитува позицијата. Црквата треба да соработува со старешините и да се покорува. Тоа не исклучува дискусија, тоа не исклучува предлози, тоа не исклучува аргументи и така натаму. Но има авторитет, има позиција на власт и позиција на починет. И на крајот, во здравата црква, секој се однесува кон другиот со дух на покорност и понизност. Сите пак покорувајте се еден на друг. И старешините со луѓето, со верниците и обратно, секој еден со друг. Да се однесува секој кон другиот со дух на понизност. И овдека зборот "здобите се" е интересен и тоа е важниот збор, клучниот, е буквално значи да облечеш, да наметнеш на себе нешто. И очевидна е асоциацијата со облеката или престилката, специјалната престилка што слугата ја зима кога треба да служи. Идејата на апостол Петар е: а сите облечете се со престилка на служење. И тоа е таа понизност, зашто во древноста најпонизни биле слугите, оние робовите. Сите облечете робска облека. И овдека прави асоциација на добриот пастир Исус Христос, кој зеде престилка на слуга, кога
реши да ги изме нозете на учениците, зашто никој не сакаше да ја земе таа престилка и да ги мие нозете на другиот. И да се дисквалификува над преборот кој ќе седне од десно и од лево која ќе дојде Божјото царство. Обличете се со облека на престилка. И повторно гледаме. Апостол Петар не вели и сега верувајте во себе, градете високо мислене за себе, наполнете се со самодоверба. Не, вели понизност. Знаете понизност што е? Обратно на сите тие работи, на гордост, самодоверба, високо мислене за себе и така натаму. И повторно, обратно на она што го вели современиот свет. За да бидеш успешен, ти треба да градиш високо мислене за себе. Библијата вели, ако сакаме да имаме здрави односи, треба со понизност да пристапиме кон другиот. Тоа е клучот. Ако сите настапуваме со високомерие, како ќе градиме здрави односи и здрава црква? Понизност. Сеќавате кога Господ Исус Христос, кога Бог, всушност во 3 глава, мислам беше излез, му се јави на Мојсей, капината што гореше или джбунот што гореше и не догоруваше. И го повика да отиде во Египет и да го избави народот, Божиот народ. И тогаш Мојсей почна да се правда, да вели, ама Господи, знаеш, јас не можам да зборувам. Не можам да зборувам добро. Не веш сум во зборувањето. И тогаш Петар не го укори за тоа. И не му кажа, Мојсей, ти треба да имаш високо мислене за себе. Верувај во себе и ќе видиш како ќе успееш. Бог го искара. И знаете зашто го искара? Зашто имаше ниско мислене за Бог. Бог не го искара за тоа што има ниско мислене за себе, туку затоа што има ниско мислене за Бог. Ние не треба да имаме високо мислене за себе. Ние треба да имаме високо мислене за Бог. Зашто на крајот на краишата Бог е оној што ги прави нештата. Ако некој страда од тоа што има ниско мислене за себе, тоа значи дека премногу се фокусирал на себе си, а многу малку на Бог. Проблемот е во тоа што ние ставаме центарот на светот, ние сме најважни од се врти околу нас и Бог го нема никаде во нашиот живот. Човек кој е фокусиран на Бог и на кого што Бог му е центарот на животот, не страда од комплекси. Зашто знае дека го има Бог во неговиот живот. И тој не му е тешко, не му е проблем да пристапува понизно кон другите. Многу луѓе во историјата, големи луѓе, станале големи луѓе зашто свакеле оваа вистина, верувале во оваа вистина. Златоуст вели основата на нашата филозофија, и тој тука опонира на грчките филозофи, кои биле надмени. Основата на нашата филозофија е понизноста. Августин, кога го прашале, ако ги систематизира основните принципи на христијанството, како би го напил тоа, тој рекол, на прво место понизност, на второ место понизност, на трето место понизност. И современите, или поновите, не современи, поновите христијански мислители имаат исто сваќање. Джонатан Едвардс во неговите дела пишува целото Евангелие и Бог во целото негово действие. Сето тоа е насочено да гради од верниците понизни луѓе. А оној кој не стигнал до понизност нема вистинска вера. И ако не веруваме на тие луѓе, тогаш крајот на текстот е многу важен. Бог се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. И ако сакаме буквално да го преведеме овој текст, знаете како би гласил? Бог војува. Бог е во војна со горделивите, а е сојузник, тоест дава посебна помош, посебна милост на понизните.
И верувајте, нема ништо пострашно и полошо во животот од тоа да бидеш во војна со Бог. Да го имаш наспроти најмокниот, семокниот. И како што пак нема ништо подобро од тоа да го имаш на своја страна Бог, да го имаш сојузник Бог. Ако сакаме да го имаме Бог за сојузник на наша страна, апостол Петар вели, биди понисен. И тогаш ќе го имаш на твојата страна Бог. А горделивите, тие го имаат Бог за непријател. Тие војуваат со Бог. Тоа се насоките што апостол Петар ги дава. Без овие насоки, какви други стратегии да прилагаме, ако верувам помагаат со сигурност да растеш и града и на здрава црква, нема да има. И најдобрите стратегии, и најуспешните да ги примениме, ако нема водење според овие принципи, ако нема следбедништво со овие принципи, и ако нема понизност кај секого, црквата ќе тоне во расправи за банални работи. И никогаш нема да исплива од тоа мочуриште на расправи, кавги и раздори. Старешините, водачите треба да го водат стадото. Стадото треба да се покорува и да ги следи добрите водачи. А сите да живеат еден спрема друг во дух на понизност. Господ да ни даде мудрост да ги живееме овие принципи и во индивидуалниот живот и како црква. А славата од пастироначалникот, венецот на славата со сигурност ќе дојде. Амин.